Добар ден, почитувани гледачи, уште еднаш поздрав од студиото на К3 телевизија, стандарден термин, вообичаен термин за утринската програма Нов ден. И денеска разговараме за Старо Куманово, односно насловот се кажува Куманово низ годините, и денеска во нашето студио имаме еден интересен соговорник, познат просветен работник од нашиот град, човек кој целиот свој живот го посвети на музиката, но и на едукација на многу генерации кои поминале под негови раце. Нашиот ваш гостин денеска е познатиот професор по музичко образование Борче Христоски. Професоре, добар ден, добро дојдовте во нашата програма. Добар ден, Најдов. Еве овдека вообичаено имаме еден куп фотографии каде што ќе презентираме на јавноста како во Куманово пред се била музиката, но малку ќе поразговараме и за воспитно-образовниот процес во ваше време. Ќе направиме паралела како е во денешно време и ќе се подсетиме на оние убави спомени од вашата младост, кои мислам дека се многу добри. Така, убаво. Како вие паметите младост од најрано детство? Па, како секогаш некој кој ќе го викнете, кога почне почнува од најрано детство, така. Затоа ме прашувате. Па кога почнав некаде 59-та година, прв пат почнав да свирам, мислам, инструменти. Инаку 53-та година се запишав во музичко училиште, во циганско ќошиште, викам, тука беше музичко училиште. Од тука почна мојот прв допир, да кажем така, со музиката. Тоа сигурно сум бил кој е пето, шесто одделение тука кој почнавме. И постепено, после секоја година, не презема, јас бев ја, Миле Стојмановски Шоња, Ацо Петровски, Атанас Петровски во Шебо, во Крстени Сико, што е. Стојмановски што беше фудбалер на Куманово. Братмо. Братмо. Он е Борче, ово е Миле Стојмановски. И Олгица, директорка што беше на музичко училиште. Таа беше генерација. Уште со нас учеше Гордана на доктор Гудулац. Да, тоа е мислам генерација што почна на музичко училиште. Од вашите корени, ова е фотографија од 1928, значи точно 90 години. Да. Кои се луѓе овдека? Па најстариот со 6 што е, тоа е дедо ми, па баба ми, дедо ми Ставре, воденичар познат, така. Баба Марија, татко во средината, татко ми Ѓорѓи, и од страна, ова што може да покажам, не? Од страна, тоа е чичо ми кој во партизани загинал, Коле, така. И најмалиот, тоа е мало дете кој било, не знам како се викал, тој почина. А од каде дошле вашите родители? Они се дојдени од Костурско, Жековиште, така наречено, место, или не знам сега, или како се вика по Спилјон. Поточно да ви кажам, тоа е точно од Костурско према Метеори, ако сте биле. Интересно, каде што се златни работи, оние секој идеме тоа во тоа Каламаки, како се викаше. Што работеше вашиот татко, како? Мој дедо и прво бил трговец кој дошол овде, покасно воденичар станал и татко ми исто по неговите стапки. До крај на својот живот традиција воденичар. Се пренесувало од колено на колено. Рековте се запишувате во музичко училиште далечната 1953 година. Може да ни кажете од каде љубов од мали нозе за музиката? Па видите, и дедо ми во свое време кога бил млад таму свирел виолина. А татко ми свирел чунгур, ако се, не тој инструмент како тамбура што е само со кожа. Кожа има одгоре, кај што стои што се таре тоа кожа и така. И како ви одеше музичкото училиште во првите почетоци? Прво
почнавме, професор по виолина ни беше Тодор Балкански, а солфеж ни предаваше Ѓоко Ацевски, битолчанец, тоа беше Така. дојден тој. И други имаше тука што работа. После повеќе години, ние тука завршивме, дојде Часлав да биде директор, Часлав Трипковски тогаш. Се казеше, тој стана директор, али веќе ние завршивме. Знаеш. Има уште еден, рековте Тодор Балкански, има еден Методи Балкански, тој е спортист бил така. А тоа е Да. Тодор Балкански друг немаше тука. Имаше Јашар Јашаревиќ и тој ми предаваше малку виолина, познат од Врањска бања. Јашар Јашаревиќ, али беше војни музичар. Ми се чини, виолина предаваше и тој. Јас бев кај Тодор Балкански, па Тодор Балкански стана директор и после Добро, вие по Јашар, завршувањето на основното училиште, каде продолжувате? после јас имав голема желба за музика, но ситуации поинакви беса поради некои други работи, знаеш. Ние имавме страно државјанство. Знаеш, и сака во војна музичка, да одам во војна музичко училиште, али бев одбиен поради Поради други работи. други работи, знаете, да не се збор. Тој, добро, така тоа оди. Но сепак јас желбата ми беше голема. Кога завршив овде средно училиште, се запишав на факултет, мислам, тогаш беше виша музичка школа што е Во Скопје. во Скопје. И завршив без проблема, без никаков проблем. Оти бев доста подкован со што свирев во градскиот оркестар. После ја свирев виолина, после учев кларинет. Кларинет учев кај еден Франц Кривец, се викаше чех малку, кај него. Тој остана во Скопје после да живее, а после дојде овде чуени оно што е од Загреб Владо Вузем. Тој стана и кумановски зет, ми се чини, не, во тоа време. Владо Вузем, познат. Да кажеме на Кларинетисти. почетокот дека кумановската музика има долга традиција, 118 години постоење. Од тие први почетоци, плејада на вровни музичари, вие веројатно знаете, имаше еден Крсто Божиновиќ Сторипакос, Добро. па потоа Методија Теодосиевски, таа Добро, градска тој музика. беше и преседник на Така. друштвото покасно. Па имаше Денко Неговиот Домановски. брај Денско, да. Многу плејада на вровни Многу, музичари, многу, да, многу. кои оставија траен белег во развојот на музиката во градот. Па подоста имаше некоја јарнанска стража, мислам, група. Таа е постара. Постара. Не, дали е постара, не ова 907, не знам, Јадранска стража е после. Само Да. тоа не постоеше јас кога бев во градската музика. Јас од 59-та, односно 58-та, на крај од 59-та, рашувам дека сум тамо, активен, свирам и така натаму. И после во оркестар. завршувањето на училиштето, вие на средното училиште, вие завршувате факултет и доаѓате... Виша школа, тогаш немаше факултет, музичка. И се вработувате... Во Браќа Миладин. Прво се вработи во 11 октомври и Толи Зордумис, 4 години работев тамо, после 73 година во Браќа Миладиновци, од тогаш до крај Останавте таму. останав тамо. Професор, да не Ето губиме така. воопшто време, бидејќи овде имаме многу фотографии кои треба да ги прикажеме. Много. Еве, ќе трнеме по еден... Не е важен како вредост. Не, на секоја слика мислам дека... Еве, ова е фотографија, март 1963 година, култно место Хотел Кристал. Да, тој е оркестар 6D, така се викаше оркестар, прв оркестар што го формиравме, 6D. 6 другара, не? Сега, Потоа сме, тој е поред. прв оркестар, да споменеме, пред вас имаше една прва генерација на музичари, тој е Тодор Мучовски. Не. Ние сме пред Тодор Мучевски. Тодор Мучевски беше пред нас, ама они тоа после се формира Радко оркестар. Чорба, Не, тие се тоа се први, да, Тоа ама се не први, ваков да. оркестар, не. да. Мислам, Вако, прва да, и они беа, група да. која се музика, Беше, Тодор да, Мучевски, Радко Радко, Чорба, да, Чорба. Борче лекарот, рентгенолог, Борче доктор. и мислам дека Овде- уште еден не, господин тука не е беше. Борче доктор. Ове сега наш ги- оркестар, Да ги они го прокоментираме има, кои се овие луѓе. извини се. Кои се овие луѓе? Само да ги погледам подобро. На бубњеви е Драги Трајковски Шипер. Над него е Столе Добршански, што свири кларинет со сваде. До него сум јас, не, тромбон, брат ми Аце, тој е во Австралија сега. До него е Максимовски Драги, пеач од циганско
мало, до него саксофон можем да покажеме. Може, може. Тоа сум јас и до него Кочо. А гитара тука свиреше Ацо Петровски. Гледам Што долу е има да, и тапан. Да, тапан е Драги Трајковски. Колку што беше може да бубнjar забележам, тапан. имало многу народ во Кристал. Да. Како поминуваат тие забави? Па многу убаво, многу весело, немаше на други, мислам вака, Други на места. други места каде во тоа време зборувам. Одиме понатаму. Ова е исто тој време. Ова е доста интересна фотографија. 64 година, 14 јануари, Да. хотел Кристал повторно. Тука има мала измена во оркестарот, тамо труба што свири тој Ѓоко Младеновски, Ѓоко во супермаркет шеф што беше, па до него гитара е Атанас Ацо од Крстем и Сирков, па доле на бубњеви само малку вака ако сакаш, тоа е Драги Трајковски, па јас сум на саксофон и Борче Доктор. Да. Тоа е. Тоа е. Може да се забележи. Хармоника Коки. Коки. Да, што беше во Коки. Добро. Одиме понатаму. 65 година, пеечка некоја Васка. Васка, таа беше пеечка тука. Татко и во Нама работеше. Не знам како се викаше. На Христијан Карпаш улица 7. Инаку поред како се тамо, да видам, право тоа сум јас, не ги видам убаво, е на бубњеви, тој оркестар што би го кажав, па Борче Доктор, Так. на бубњари Драги и она Живка, не Живка, тоа е Васка, да, Васка што пее. Добро. Ова е господинот Гаце, го нарекуваат ганстер, сега ганстер, живее во Гаце. Белград, така. Беше во Белград, веројатно, можда и веројатно. Беше ли добар пејач? Добар пејач беше и тој. Тој да. Тука се поред исто тој оркестар. Тоа има Миле Фирц на хармоника Коки, на саксофон. Тоа сум само малку да бидам поблиску. Мислам дека Борче Доктор, Борче, да. па јас сум позади него, така, и овамо пак се исти што ги кажав. Таму ги има, нели. да го споменеме легендарниот Емилија Фирц, подоцна стана извореден гимнастичар. Тој и беше гимнастичар и кој свиреше со нас. Так. И тогаш беше Многу гимнастичар. познато име од гимнастичкиот спорт. Да. Кој за жал сега е почина. Гитара свиреше со нас. Ова Тоа е исто ова е од Кристал. фотографија 31.7.65 година Кристал. Во хотел Кристал. Тука на бубњеви Кире, Терабука што чукаше ако е на Лила по руски што е брат во гимназија Лила. Така. Па нејзин брат, тој е Борче Доктор со кларинет, пејачка во бар во Кристал долу, па Миле Фирц на гитара, позади јас до него и Ѓоко Младеновски Ѓоко од супермаркет што е труба. Тоа е оркестар што свирепме во Кристал. Еве. Убава фотографија. Многу Драги спомени. Така. Сега ова фотографија Кумановци. Ајде одиме од овдека. Ова фотографија Кумановци ќе ја препознаат каде се наоѓа ова место. Ова е на центар. Ова е сега Сок. Да. На центар тоа е баш. По кој повод сте овдека? Овде ние сме на свадба на Кире Илиевски, на Менде брат. Во Зик Кире што беше некој директор, не знам. И на Весело негова друштво. свадба бев малку весело, после свадба сликата тука. Кои се овие луѓе? Тоа е иста слика, слична има повеќе се види, само да видам. Тоа е Столе, Ѓоко, Борче, Доктор, Ѓоко Ацевски, Јанко и Гуте Пујко. Хорнист, така го викаме, Гуте Пујко. Позната екипа. Позната, да. Овдека сте биле во ФЗЦ 11 октомври. Тоа е некоја прослава, беше и во Шавницеви, во ФЗЦ бевме како Ще одите некоја ли просвета таму. вие по предпријатие тогаш во Куманово да приредувате забава, убава, музичка,
Па не, по предпријатие не сме одели, а инаку на повик, ако некогаш не викале за нешто, тоа беше некоја прослава на нина некоја годишница. Затоа бевме во Шавни цели тогаш. Годишница беше. Инаку не тоа се од таа свадба што ви кажа. Ова Исто тоа слика ме потсетува кога ќе погледне човек на прв поглед дека младите момци тргнуваат по девојка како сиренада во тоа време. Да. Одлично. Тоа сум јас, Јанко, Ѓоко, Гуте Пујко и Борче Доктор. Еве исто слика одма после неа од тоа, баш од тоа. Професоре, време, и ден денеска кумановци раскажуваат за тие незаборавни сиренади. Да. Какви беа тие? Па одлично, само ова е од свадбата, нели ви кажувам тоа, али слично така беше. По серенади со гитара, со најчесто гитара. Со гитара се одеше. До прозоресна девојка? До прозор, или ке те повикат, или ке ти сипат вода. Како беше? Ке те избањат. Така. Тоа е исто од тој вид. Ова фотографија е пред сегашен СОК. Да, од музика се сите тие членови што се. Ова се ваши колеги, Да, така? колеги од музика, од градската музика, мислам тамо што свиревме. Па можем доле постарите Чика Љубе, тука е Гашиќ, Столе, јас сум тука, Гуте Пујко, пак велам тие се што се од тоа време биле тоа. Сега, ова е тоа е ретка слика, оркестар за тие забавен прилики со оркестар. забавен оркестар, 67 година, 20 мај. Ако може да ни кажете овие луѓе, што свират и кои се свири. Да. Од диригентот што е шефот на оркестар, тоа беше Дори, што ме прашате вие за Тодор тоа е Мучевски. Тодор Мучевски. Доле одма е труба Гуцо, Раде Гуцо, Така. Цветковски Раде, до него е Дене, до Дене јас сум саксофон, до мене Ѓошевски Милан на кларинет. Горе во вториот ред таму е Шуте, Ацо Шева, до него Коки и на крај Вучич на гитару, Драган Вучич. Така, ова е во Хотел Кристал. Не, ова е на концерт во театар. Во театар. Концерт во театар. Еве, Да. нека видат кумановци дека Да. пред 50 години и повеќе имало и концерти во театар. Имаше ли публика? Како не? Многу. Не можеше да ги собере се. Тоа е Повторно овдека една исклучително весела екипа. Тоа е пред тоа е исто време кога на она што коментиравме Ова е слика што кај- да. Кај Споменик, да. Тоа Во сум центарот. јас па Борче Доктор, Ѓоко, Столе, Гуте и Јанко. Јанко свиреше, помбола што беше Јанко на труба. Се видувате ли со овие луѓе? Сите Си се разговарате? Само Ѓоко е покоен сега, во средина што е. Да. Ѓоко. Младеновски Ѓоко. Ова е исто. Таа е исто интересна слика, доста ми се чини. Ова е пејач Мишо Тодоровиќ. Да, Мишо Кој е Тодоровиќ. тој господин? Мишо Тодоровиќ е еден од, заедно со Гока пее, врхунски пејачи во тоа Ѓорѓе време. Димитровски. Да, Гока. да, Гока, така го викавме ние. Тој е со нашиот забавен оркестар. Тогаш он, Гока, Живкица, тие беа главни Гаце, пејачи што во тоа време. Па и на Со нас, мислам. на Ѓоко братот Јове, мислам и дека он има Јове, да, пејано. Јове исто пеено, само не со нас. А со друга група, со која група? Не знам. Мислам тоа, Ѓоко, да не кажувам на памет. Така, добро. А знам дека и тој пееше одлично. Тој е Ево Гаце. господинот Гаце во да. американски стил рок пејач. Да, така. Тоа е исто оркестар, тој што го кажа. Тоа е Гаце. Ова да не е некоја тажна песма, така ми да. Да не тагува по некоја девојка Гаце. Веројатно. Тоа е таму Миле Фирц, кој е на гитара, така, на саксофон, ја и други не се гледа. Професоре, кои песми се пееа тогаш? Па во тоа време што беа популарни. Може Имаше, да- да речеме, Мишо што ја пеше Џова, не е популарна. За неја има еден интересен податок. Тогаш се такмичевме забавни оркестри во Скопје оде на одредено време, знаеш, дали на година, на 2 години, така беше во синдикален дом таму. И имавме добра програма спремено, учествува сите тие пејачи
И Мишо треба да ја пее Джоване. Тоа ја пееше. И сега ние свириме увод. Мислим, а он Мишо имаше мана малку, нели, говорна мана, дъткаше, што вика по кумановски. И ние свириме увод. Он треба да упадне Джован, он знаеш малку непријатно, али така беше вистина во која, а долу беа Джамбаз, Пато, Седа, знаеш сите, оценуваат што е. А они го познаат добро, повеќе пати сме учествувале во тоа. Па беше малку непријатно, дури како комично, боже, така треба. Ние веднаш, уште еднаш го освиревме уводот и тој влезе во ритмот и нема проблем, без проблем. Може ли еден рефрен од Соре Мио? Тоа беше негова омилена песна со која настапуваше. Има таму некои документи пишани Валцер Јесено лишче. Добро и тоа. Многу интересни. Се сме свиреле тоа по тоа време. Тоа е таа слика од баш карактеристична, тоа е во циганско сокаче, кога од свадбата заврши на Кире, на мене брат, и сите седнавме да не вози, како малку е се грезни. Да, сико малку како смешка, шала, така. Така убаво. Мислам да остане за спомен, што се вели. Сега ова господја Живкица пеач. Живкица, да. Тоа е тој оркестар што свиревме прв пат, значи тоа се формира, не прв пат, али дори кога беше Мучевски Тодор, кога беше, тој што беше пред малку, што го кажа, тоа е состав на тој оркестар. Живкица. Живкица, што сега работи? Не знам каде е таа. Во Куманово живее? Тука беше во Куманово, сега не знам каде. Не сум ја видел долго време. Беше перфектен пеач, изврсен, како да кажем. Тоа е. Добро. Еве го, да го споменеме, Ѓоко Димитровски, за жал неодамна почина. Ѓоко Гока од Карап Мала, рековме со неговиот... Почина, да, Ѓоко Димитровски. На Тушузет. Не сум слушнал, не сум слушнал аз. Ѓорѓи Димитровски, да. На Јове брат од Карап Мала. Да. Неодамна почина човекот. Исто така, врвен пеач, како што рековте. Врвен. Посебна мекост имаше во неговот израз пеачки. Мекоќа, што викаме. Кои песни ги пеешете? Сеќавате ли? Па една од најнегови популарни беше Девојко мала, песмо мога града, тара-ди-да-дира, тира-ра-ра-ра. Таа му беше омилена песна на убава позиција кај што пее. Да, тоа му беше песна. Тоа се слики од Кладово. Ми се чини така. Имаше хидроцентрала Ѓердап Кладово. Да, Кладово. Токму е таму, да. Да, таму, таа слика. Цела градска музика тука се поред. На друга фотографија каде се вака може да ги кажеме по име што ги знаат. Тоа е исто таму. Исто. Кладово, тоа е во театар. Ова е интересна фотографија. Тоа е во театар. Концерт некој по повод некој празник. Ако пишува, може би пишува. 65-та година. 65-та. Еве. Да. Вие сте во улога на... Не, јас свирев кларинет таму. Кларинет, може да покажам. Може. Тоа сум јас. А кој беше диригент? Ѓоко Симоновски. Да, голем беше голем. Големи заслуги има човекот за музиката. Многу. Па дури сега и ова друштво се нарекува по него. Со полно право, како да кажам, наш омилен професор, така да кажам. Тоа е исто во прозор. Во прозор, кога бевме прозор, славеше некоја си годишница таму. И преку Сојуз на борци бевме таму Шинка, оно што беше одговорен нели за Сојуз на борци во тоа време. На војни кабинет што беа, ако се сеќаваш. Да кажеме на гласите дека вие сте оделе и надвор од Куманово, сте биле барани. Како и секаде, низ цела Југославија, во Бугарија, повеќе концерти, само не знам дали има тука некои слики од тие најден донесен. Ова е токму ова ваша група цела. Да, во прозор. Ова не знаеме каде, вие ќе ни кажете. Дали ова е во дворот на гимназијата пред
Не. Ова е таму надвор во Кладово, ако не е тоа. Не во пише Кладово. во Кладово, мислам. Да, цел оркестар таму. Во тоа која година само. Да ви ги кажем, ова е прв е Трајче, па до него јас баритон, саксофон, па Коле брат ми покојни до него, па тоа е Драги саксофон, не, Чика Коце саксофон, па Енвер кларинет, сем пише со продаши Сусанчи. Енвер љубише до него и така, поред. Во вторите редови таму, останатите, што се. Тоа е во Дојран, слика да, таму бевме исто концерт да даваме и на гостување, мислам, тоа е забавен оркестар. И музика, цела, градска музика, Да, и забавен оркестар. кои се луѓе на слика? На слика е Булем на Сермета брат, па до него Киро Величковски, тој од музика, до него на Мишо Тодорови жена, па до него Ацо Шебо, до него кој е тој да видам, Ѓоко, Чика Љубе и ја. Овде кога сте биле млад човек, Да. убава фотографија. Што е? Еве, и тука има едно мало детенце. Тоа е керка на Мишо Тодоровиќ. Ова е фотографија во театар повторно 65-та година Да, концерт. 65-та година концерт, да. Еве. Доволно зборува и како што рековте полна сала. Сала, место не. Тоа е цел оркестар. Ова е 61 година. година, да, цел оркестар. Каде сте остигани? Па тоа е пред друштвото таму, некаде, да. Цел оркестар. Кој ви беше водач? Ѓоко Ѓоко Симоновски, само он е бил се додека стапив јас малку после него. Так. После него, тоа се ти. Тоа е слика, Ова е 62 година. тоа е слика во кај парк доле, во наш парк е автобуска станица што е. Убаво место беше. Да, убаво место. Тука сум јас, во средина е Тодорка и Гуте Пујко. Убави спомени. Тоа е во Кладово. Ми се чини, да, во Кладово. Кога што гледам, сте Село оделе се- доста во Кладово. Да. Тоа е хор, прв хор, не прв, него ние камерен хор што се формираше, ако сте слушнале. Јас, Ацо, Шево и Дори. Прво јас, Ацо и Шево го формиравме хорот, ние уште студиравме тоа заедно. Го формиравме хорот и станавме, нели, Можете не кажете на ова фотографија, еве некои од овие во средина. ученички? Вака, од ова страна ќе почнам. Доле Миле Фирц, ако го видите, Миле Фирц, па Баже Липковски, судија за Така. прекршници што беше. Е сега до него не ги познав, па погоре во средина тоа со машина јас сум, на горе Пачковски, Карцун, професор Карцун, Арсениевски Арсо, Кире Пачков, медицинско нешто е медицинар. И Од овие ученички не може да се сетите кои се. молим? Од овие ученички. Не Не ги знам. знаете, добро. Не ми се биле тие ученички на мене. Не, и јас тогаш студирав зашто. Добро, ова е иста фотографија. Да, исто, да. Само мислам во исто време и таа ми се чини. Ова е некое патување. Тоа е исто таму кога патувавме дали за Врање или за Лесковац. Не знам, така некако. Не пишува позади, не. Ја, не пишува, али Да, таму, тогаш патувавме, одевме во Лесковац, во Врање гостувавме. се пееше во автобус. Да, како не, највесело беше. Секогаш така. Доживување. Да. Тоа е Ова стара е сега слика. Тој ми Дедо Ставре, Да. Воденица, код Котлева Котлева. воденицата популарно наречена. Имало и во да, тоа време да. воденичари во Кумано. Па имаше полно само Така. во град само колку имаше 3-4 воденици колку имаше. Тука се они работеа ги држеа. Ова е вашиот дел. Да.
дедо ми, да, Ставро. Тој исто, тој таму, пред воденицата, таму више. Само у друг Интересно, да, да. Така. Тоа сум јас и он, там се. Интересен занает. Така. Интересен. Тоа е фотографија која година беше, не знам. Фамилија Христовски. Фамилија Христовски, да, тука сме. Во срединот дедо ми, од другата страна мајко ми, Коле, брат ми, татко ми, јас над него, сестра ми и Аце, брат ми. Онако се. Тоа е сега во Австралија. Да, во Австралија. Тоа многу млади биле. А тоа е Врањска бања. Што, професоре, да кажеме за Врањска бања, кога ние сме љубители на врањска музика? Така, одевме често пати и они доаѓа. Тогаш немаше вако, немаше, па и не постоеше електронска музика. Нели, знаеме дека. Така. Тогаш беа популарни оние дувачките состави, врањски состави, што ги кажа. Па легендарното Оро и Јагне. други тие, така. Јагне. Што бе, да, да, да. Па изгубено јагне, па не знам ово, Така. така е тоа. Тука се одели на нови години во Врањска бања. Како не многу пати. Тоа е на сликата е тој еден Драган Пешевски пешак од Крива Паланка. Мојата сопруга сега што е Буба и јас. Тоа е во Врањска бања. Во тоа време мислам дека имаше еден култен ресторан во Врањска бања, не знам како се нарекува, миматка живо на моите постари и оделе стално таму на музики на Нова година. Само не се сеќавам точно на името како беше. Тоа се. Сега доаѓаме до исто така еден многу важен историски момент. Група Глечери, да. што да се каже, која со години правеше многу култни забави Така. и во Соколани и другите места. Да ги споменеме овие луѓе кои се секако во богатата Да, историја на музиката на Куманово. Ова е слика на едно гостување што бевме во Дојран. Дојран, тоа таму е Шуте, Шои, покојни, јас до него, Тихе, Коки, ово е Ваце, и тоа е починат. Сега е електрича, што беше, не се чини. Доле е Вучиć и овај Златар, кажи го, Томе. Латин, Томе Латин. Ете, тоа Тоа е се слика, една овие луѓе. интересна слика. Да, доста интересна. Тие многу правеле забави во Како Соколана, не, како не. Глечери. Да, да, па Глечери, они беа исто членови на културно-уметничко друштво Илинден. И секогаш, кога одевме, ние и тие со нас одеа. Дури бевме 65-та година на гитаријада во Белград. Ова професор се заминале во Лесковац. Да. Многу убава фотографија. Убаво. Тука напред јас, па до мене е Енвер, до него Ноне што се гледа, позади е Драган Абас, даци и до него кларинети што се позади, тоа е Љубиша. Да, мислам дека подоцна Ноне продолжи во градска музика. Да. За жал тој е почина. Почина, за жал. За жал. И Енвер е почина. Тоа е во Кристал, повод патронен сега, празник. Томе Патронен Златар. празник. Да, Ова е мојот професор, то му благодарам многу, така, така. многу добар човек, педагог, Томе Златановски. Да. Златановски. Јас, Томе Златановски, драги са жена му и Буба жена му е. Певе, Да, тоа што. во тоа време Интересно, јас кога да. учев во основното училиште браќа Миладиновци, вие бевте Томе, по Така, македонски по беше Трајче, да. по француски Елена Боровец, Елена Атанасова, така. по хемија покојната Радмила, Радмила, по историја Страше, така. по ото Мите, Мите. многу добри Многу професори. јака. Божо. Педагози, Божо, да. Така, тоа беше. Јака, да. По физичко вашата сопруга Буба Да, и Димитар. и Димитар Така. и многу други професори кои секако остануваат запаметени како добри педагози. Таа е интересна исто слика. Ова е 75-та година. Тоа е Златановска Светлана, сега професорка во по клавир и по солфеж во музичко училиште. Така. Да, тоа е. Уште од тогаш имала талент да, за пеење. Да, да. Мала беше, многу е. Јас сум диригент тука, ама тоа е школски оркестар. Така. Не е овој забавниот оркестар, тоа е школски. Мандолински оркестар. Ова е фотографија скоро 40 и кусур години. Така. И овие може се поврзани со... Добро. Да. Многу во минатата професор, еве јас кога сум одел во училиште, имал многу тие
музички разни секции, па потоа разни фестивали, распеано детство, па други активности, не само во театарот, туку и во сегашниот пионерски дом. Ево ова е Распеано детство. 80-та година. 80-та година распеано детство. Тука јас не се гледам. Тука ова е интересно друго нешто да ви кажам за уште една и ова е слика исто од тоа време. Имам и други, нели, али овие што се. Так. Тука е го правевме овој фестивал со 14 гудачи ни дојда, сигурно ги поканивме, во театар беше главната изведба од филхармонија. Благоја Јарчев, концерт мајстор, дојде со полно срце, толку мерак имаше со нас, што ги поканивме. Тука не се гледат сите, али тука се и наши, и Мирко Павловски, починат сега, знаеш. Да. После, ова е вашата ќерка Маја. Маја, тоа после овде ќе видите нова слика и овој Димче Христовски исто кој се работувавме многу, битолчанец од филхармонија и тој. Овде ќе пишува солистата Насовска Жаклина, диригент Борис Христовски, распеано детство 1980 година. Тоа е. Жаклина сега е во Браќа Младиновци, мислам, Жаки. Сликата зборува се. Така. Таму има и ошто, тоа е све. Ајде, професоре, ова слика да прокоментираме. Ова е Ово е по повод патронен празник во училиште. Таму тоа сум јас, Борче по ликовно, Страше, Ваце по физика и Трајче по македонски. Помагате. Сите мои професори. Да, тоа е. Еден спомен дека Борче, не знам дали живе Борче, да. Страше почина, Ваце живот, не Ваце жив. Ова е Трајче почина, не би Трајче жив. Само Страше е починат од ова слика. Трајче Лазаревски по македонски живе. Добро. Жена му почина. Маре, да. Страше неодамна почина. Да, Страше. Ево, ова се исто така многу убави спомени на професори кои имаат работено. 74 година. Цел колектив тука се, сите што ти биле професори на тебе. Така, да. Тоа скроз на крај десно е професорот Димитар Анцевски. Да. Поред Круме Јовановски, Жижа по математика. Жижа, професорка, учителки Ленче, Рада, ту поред Еве горе Лена Боровац. Буба, жена моја, директор, Ѓоце, Мите, цел колектив, еден јак колектив, како да кажем, многу. Да, имаше уште една професорка да ја споменеме по биологија Радмила Цветковиќ. Радмила Цветковиќ, да, една од наша посебно за музика соработничка, беше она многу активна во тие. Голем педагог, продаваше биологија. Многу сакаше да работи со деца, таква работа. Тој е мандолински оркестар. Тоа е. 75 време пло. Ептен. Ево горе вашиот колега Томе. Томе, да. Сега тука кој има да ги видам јас поблиску? Таа прва, викавме генералка на генералка. Ово е Иван Пендечански. Ова може да покажам. Сега во Белгија, каде е таму, не знам. Овој кошаркар што умре Овчар, како го викам? Саша Младеновски. Саша Младеновски. Извореден кошаркар. Да, извореден кошаркар. Да. Па, Љубиша на Жишка, ту ги овој на гитара горе што е Гоце, се викаше детето, пееше многу пееше татко му војно лице еден. Ето така. Ако се сеќаш на тоа. Тоа е исто. Иста фотографија. Исти оркестар, мислам, тоа што е. 77 година, Шандева Анет. Шандева. Тоа е на фестивал, распеано детство. Инаку она пееше и на фестивал, баш моја песна пееше на Златно славече, Шандева во Скопје. Анет. Убава фотографија. А тоа е на патронен празник, знаеш. Тие. Цел град на плоштад. Тоа е хор. Каде е ова, професор? Ова е пред Стоковна куќа некогаш. Пред Стоковна куќа, да, тоа е се. Сега Нама. Нама, да, тука пред Стоковна куќа,
Тој е Часлав, али ние работевме Томе Златановски, Часлав и јас работевме со тој хор. И има слики таму каде сме сидели. Така. Тој хористи. Интересен хор беше. Мислим, Сега овие фотографии мислам дека ги да ги прикажавме. Да, Ова е интересна фотографија од Дубровник. Дубровник, да. Тоа на пропатување кога одевме за прозор. Кои се овие луѓе? Тоа се прво су, да видам само, јас, а тој до мене, не знам кој беше од борци, некои тие сви поред тројца, па Ѓоко, па Коле брат ми и Цацар на бас свиреше тој. Цацар. Така бе. Е многу ова фотографија. Тоа е во Ова е од Вараждин. нашиот збратимен град Вараждин, 71 година. 71 цела градска музика. А тие се од таму што водата, а во седине овој како се викаше Перо се викаше Петар. Добро, Старко може. Старкове. Ова е интересна фотографија. Тоа е 61 година. 61 година. Каде е? Тоа е пред кажево Скопски дуќани Звечево, како беше она нон-стоп што работеше. Тоа е со Ацо Сачија и ја. Сликани се јас и Ацо Сачија. Ацо, басиста. Со Ноне заедно што свире. Професоре, еве кога сме тука уште кај музичка, да може да кажете кога бевте вие млади, каде излегувате повеќе? Покрај Соколана имало и други места. Тука Скорзо што беше на центар се шеташе од тука до скоро до Браќа Младиновци, па се вртеше тука. Да. Тука така беше популарно Корзо. Сега да се вратиме на оние ваши моменти од животот. Во минатото знаеме дека имало многу работни акции, да. солидарноста на дело. Ево овде кај пишува автопат Старо село Велика Плана. Да. Тоа е цела наша група, наша бригада што Од Куманово. Од Куманово што беше, да. Тоа е цела бригада во Старо село и ние нели секој имавме забавен оркестар кој покрај работа после требаше се да има веселба, да се нели. Може да кажете некој од овие луѓе овде? Од ова слика долу ќе ви кажам исто е таа од тоа време, а тука Овој господин во бела кошила кој е? не ја видим без да чека да. Живко Пирочанец на Тришковиќ, во Белград што е, тоа е. Добро. Тоа е. И ова со армоника некој? Со армоника еве ги овде Кочо, тука со нас со Ајде, кларнет, прикажи ми тоа е да тоа прокоментираме оркестар. овие. Тоа е оркестар, да. Е. Тоа е Ацо на гитара Шево, Кочо од Кратово, ја на кларинет и Тарабука едно дете, него познаваме од Кратово со Кочо заедно. И ова позади со шеширот. Тоа е не знам како се викаше познат на наш команов, акцијаш. Акцијаш, да. Акцијаш. Тоа се. Се дело многу во тоа време на работни акции. Како не, многу беше убаво. Јас сум бил на 4 акции на автопут и на магистрала, Јадранска магистрала, што беше во Сте ја Црна работеле. Гора бевме, да. И овде имаме некои. Повеќе тоа се тие од акцијашки. Не секогаш добиваше таква шанса. Еве, во тоа време имаше едно највисоко признание, имаше благодарница. Благодарница И ударник, ударник кој најповеќе работи на работа. Да, кој поред сите други работи, значи и удар. Еве. Тоа е Бобовиште ми се чини, така. Така. Сте добиле признание, одиме понатаму од втората работна акција, Да. повторно ударник. Црна трава. Да. И уште од ова. Тоа не знам каде. Старо село. Старо село, да. Старо село. Професоре, еве, Тоа се. многу пати ние овде во нашите Сочувани емисии тие така како сете. зборуваме
Кога вие сте работеле, јас сум учел во ваше време основно училиште, некако воспитно образовниот процес беше многу поинаков во смисол на не велам сега дека и тогаш и сега нема работна дисциплина, меѓутоа имаше повеќе почит кон професорите, имаше Повеќе некој беше ред. практично, по-конкретно, ако Да можам се така работи. да кажам. Сега се користат нели повеќе и овие електронски уреди кои сигурно е одлична работа, но тогаш ние се работевме на живо, да кажем така. Така. Сега имат инструменти електронски, има. Ние мандолините, дете да го научи да свири, знаеш што значи? Од второ оделение ги зиме второ, трето, четврто, се додека од кој ќе биде седмо, осмо веќе на вистина свири. Што најповеќе ги учите учениците во ваше време на еден час по музичко? Па на час поред она што е било предвидено према план и програма, јас сум практикувал најпрво да се испее химна по сите тогаш тоа е химна. прописи, а после што треба да поминеме материјал, поминеме и после децата по слободен избор. Сакат, мора да им даеш 10 минути, Да. 10 минути, така да се освежат, да покажат. Па добро, Да. во тоа време подоцна излегува многу познати музичари Да. и професори. Еве Тоа ова е- легендарна Дореми Фасола. Да. Тоа се овие не е прво, тоа е која година? 78 година, не? 88. 88. Од распеано детство. Тоа се Еве забораваме да го споменеме и господин Далевич, исто така многу да. важен човек во развојот на музиката во Куманово. Тука тој пишувал текстови. Вие имате добиено многу признание, благодарници, па редно е да прикажеме дел од нив. Ево ова. Тоа е и благодарите од Златно Златно славече, славече 92 92 година. година. Одиме понатаму. Распеано детство. Да. 2000 година. Тоа е распеано детство 2002 година, така, да. Така. Тоа е кај нас, да. Еве признание од Тоа се Многу за поодамна, музика и за 77 година. за аранжман, тоа се од Златно славече, 77 година. Па Златно, да. овие дипломи кажуваат Златно кој е славече, 78, да. Борис Христовски. Целиот свој живот го посвети на музиката и неговата работа и ден денеска ја почитуваат многу генерации. Професоре, кога ќе ја видат еве некои ученици на улица, разговарате ли со нив, што ви Како велат? не, многу ми е драго кога некои не можам ни да ги препознам, нели дека кога им ние Така. предаваме, кога они после се развијат и нели секој промени се човек и така, али кој ќе се јави на вистина ми е драго. Да, Многу ми пати се кој ќе чувствувате се многу сретам гордо. па и да, и многу пријатно и се, како да кажам. Тоа е. Еве ова фотографија. Да, тоа е. Забавен оркестар во културно-уметничко Илинден. Кумановци се познати по добра шега, хумор, забава. Такви луѓе останаа. Еве сега малку да се вратиме во ова модерно време. Реков ме вашиот брат Александр живее. Во Австралија, 50 50 години. години во Австралија. Вие имате оден во Австралија, сега Да, да прикажеме два пати. една прекрасна фотографија Сиднеј. Тој е во Сиднеј, опера, имаш прилика да одам, јас и да ја посетиме опера, едва добивме карти, една обезбеде 3 карти, и бевме тројца, јас, жена ми Буба и брат ми Снашка, остана, она се вика Джој, иначе, останалото и немаше карта за неја да се земе. Многу интересно, многу убаво и што? И Каква земја е трипико Австралија? опера. Не знам, за мене е извонредно нешто, Средено, средено. Многу, немам Многу зборови да напредна кажам, земја. многу.
почит и внимание према се. Па сега имаме тука и некои други фотографии кои би требало да ги прикажеме. Ево ова. Тој е јас работех хонорарно едно 3-4 години. 4 години во музичко училиште. И тука беше оркестар, на училиштето оркестар, ученици. Тука сум јас, па Олгица директорка. Така, и тие ученици се понатаму. Да ве запрашам, еве, вие имате внуци, дали некој оди по вашите стапки? Има ли кај вашите внуци интерес за музиката? Така, на керка ми... Керка на мене... Драгана. Не Драгана, Ивана. Ивана, така. Драгана сега студира. Ивана, тоа е интересна фотографија, исто ќе ти кажам. Ивана заврши на соло пеење и сега води во Скопје, учествува во хор, ама пева. Значи има талент. Заврши, како не, внук од Игор, што е он е сега 7 оделение, исто доста активиран, 4 години заврши пијано, во музичко, после ангажиране со кошарка, повеќе и нема време. Па дома кај мене, ќе дојде и така, свирим и вежбаме. Ова фотографија што видиш. 59 година изведба на оперета. Горе главен е Снежен јунак, тоа е Баже Афас што го пени. А доле што свириме, Ѓоко Симоновски оркестар, тука што свириме, тоа е тамо со виолина сум јас, па од ова другата страна е Миле Стојмановски Шоња, што викаме, а ова до Чика Коце на флейта, железничар беше на деца, ако се сеќаваш на него. Син му во војно работеше, Димовски, како беше. Така. Неговиот син, Лазо. До него е кларинетиста, така, кларинет Кире Илиевски. Каде ова слика? Да. Ова е слика во театар, ама стар театар што беше. Стар театар. Да, тоа беше, кај беше, не знам, пред Кристал, мислеше ли театар. Ако не може да се сеќаш. Таму беше... Ево ще не споменеме, реколте, овој музичарот. Пред банка, хотел Кристал. Овој Стојмановски. Да, и да го споменеме неговиот брат Стојмановски Шоња, извореден фудбалер на Куманово. Најмалиот брат беше, и Борче беше. Али најмалиот брат беше Шоња. Одличен фудбалер. Фудбалер, да. Знам ги сите, заедно растеме. Тука кај Суперфурња. Одма до Суперфурња. Така живее тука. Знам. А Миле, не се, Миле живее тамо горе некаде во насело. Ево ова интересна фотографија, мај 1961 година. Тоа е свирење по повод, нели имаше традиција за будење на град, како се вика. И низ градот се оди и се свири. За 1 мај. Каде е ова, професор? Низ улица, тоа е на центар некаде. На центар. Еве, гледаме многу публика од страна. Популарно, тогаш беше популарно многу да се свири, да бидеш член на оркестар. Многу значеше. Немаше други, како да кажем, активности. Панче пеше и не тоа. А тоа е во Вараждин. Да. Многу што дали во Вараждин, во Кладово. Во Кладово, во Вараждин. Не видам, таа изгледа во Вараждин. Да, во Вараждин пише. Во Вараждин, да. Тоа е исто. Тамо неколку пати, повеќе пати, дури одевме и со хор. Ова е фотографија пред пишува по позадина наш вестник, печат. Да, ги имат зимено овде. Ова е ангросервис, тоа е во центарот на градот. Да, во центар на град. Да. Кои се ве луѓе, знаеш за кај? Па, од тие што ви кажа, пак се тие само во униформа белата. Ѓоко Симоновски, пред него Чика Коце на кларинет, на саксофон. Да. Љубиша, Дајлевиќ, јас на баритон саксофон таму. Професор, значи ние може да се гордееме, Куманово што има скоро 120 години музика, еве од ова временска дистанца,
Што значи тој јубилеј за нашиот град? Многу голем. Па ја мислам голем јубилеј, навистина е нешто треба да градот да сите од градот посебно да се цени негува тоа таа едноставно, музика, да, али не се негува. да. Жалосно е тоа, ја сакам, мислам како али добро што поменавте сега. Штета е што има многу деца што завршуваат во музичко, ова основно музичко, да се прифатат после, али никој не посветува толку внимание. А штета е. Сепак овој вид на музика е карактеристична, интересна е. Уште имавме ние идеја, ама не успеавме со Пешиќ Велјко да направиме и мажоретки, како што беше тоа кога одевме во Вараждин, кога одевме во Загреб, кога гостувавме таму. Тоа значи во Љубушки кога одевме. Секој оркестар имаше и екипа од млади девојки, мажоретки. Ова фотографија треба да прокоментираме. Титова штафета 62 година. Да, тоа е место во Прешево ми се чини. Кога испраќа од овде, кој ќе дојде, одевме таму и свириме да испратиме штафета. Така беше, тоа беше едно од многу знаменити пригоди, како да кажем, пригоди што навистина. Почит беше почит како не. Тоа Титова штафета во тоа време. Много. А и ова е поново време, ова некој тоа е од девојче. распеано детство. Тоа не знам, девојче тоа е на Пачема Керка, на Томовска. Само како се викаше. Како што рековте, во Куманово има таленти, само треба да се насочат Има таленти многу. во музиката. Него споменавме еден и само тука немам слика од него. Давидовски Никола, да речеме, кој исто така многу. Тој неодамна беше во телевизија. Многу врвен пејач. Кој исто пејач. настапуваше со нас. Он повеќе со брат ми има состав, со Шои, со брат ми, со тих, нешто, таа генерација. Ева да го поздравиме од Никола Давидовски. Да, ово е хор. 76 година. Да, ово е хор кој водевме Јад Томе и после Часлав со нас беше. Овде во град што го формиравме хор. При културно-уметничко Илинда. Има Куманово многу интересни работи на полето на забавата. Па мислам дека едно време имаше една група Лева патика. Тој Лева патика беа во Скопје они, али брат ми свиреше со Лева патика. Коле, покојни брат ми. Таму беше овој, кажи го, татко му што беше, да му се не види, албанец. Кажи го, во Лева патика, што тоа исто хор, тоа е тоа. Јули 1976 година. Еден од нив во Лева патика, што тој беше Гранит, се викаше овој, не знам. Значи, татко му првоборец. Колку што еве по овој фотографии може да процениме, значи на годишно ниво сте имале многу приредби, музички представи и така натаму. Па за секој празник се даваше приредба. И од училиште, и од културно-уметнички друштва. И на крај една заедничка завршна приредба. Добро, професор, полека да го превршуваме нашиот разговор. Мислам дека кажавме доста интересни работи. Еве, од време на време, дали земете малку да засвирите, не? Не, години си прават своја, али одмерак, да, свирам, така Да. земам кларинет. Неќе, знаеш, услови. Не да не можам, може да се свира и више готово. Како, не готово во смисла, но ама више нема, штом друштво ти отиде, како беше. И некој да каже на нашите гледачи една ексклузива дека вие сте еден можеби од најголемите рекордери во Куманово по собирање на значки. Да, да. Не ги Значки, донесовте инструменти што инструменти, да. Виж, тука и таму што имам инструменти имам направено околу Колку? околу 40, така. Од кои 5 се наоѓаат, 2 во Америка, 5 се наоѓаат во Австралија, зашто на брат ми исто свири, му носи таму. Тоа се балалајки и тамбури. Една балалајка, тоа се тамбури македонски, видиш. Мене лично ми се многу интересни оние кавали. А кавали не работам тоа. Да. И тоа е интересна музика. Имам еве направено тука Еве, една виолина, една имам направена, која не знам, се уште не е испробано. Мислам звуково како ќе добие, што да биде постара, подобар звук да даде. Тоа се
А тоа е изработка, да. Еве. Обрат. Обратно. Тоа се тамбури тие наши. И кителија тамбура македонска. Неодамна се видовме на Нечив- концерт Да, да. со вас кај, мислам, на градскиот площад пред некој ден доаѓаше Звонко Болдан. Болдан, да. легенда Да, така. легенда е Ептен. Според многумина најдобар Југословенска. пејач на тамбурица. Најдобар. Ево што ова. И да завршиме со оваа фотографија каде професорот Борче Свири. ја Проба пее дали ще има. песма Ко те има, тај те нема. Која песма ви е најдрага, професор, од сите овие? Па сите убави се песните, зависи. Овде не покажа овие диджуриду, што се од Австралија. Во Австралија. Мислу, Овие? да. Овие ги покажавме, нели? Овие. Не? Не. Тоа е интересно. Што е ова? Тие се. Тоа се австралиски, нели, национален абориджински инструмент, диджуриду. Абориджи, така. Да, имаше тоа. абориджини, да. Имам Тоа има јас племена исто мислам таму. таму. Да. Интересни луѓе, мислу староседелци, Староседелци, да, да. што се. Интересен начин на свирење. Имам јас инструмент таков, донесов таму Ево оригинал. дека А тоа се 2001 година Пјеро Цепелепи, Ванчо а тоа Петрушевски, што беа таму, се сретнавме со нив. Овој наш покојни Гоце. Гоце, Да. Они гостуваат таму, а ние бевме таму во тоа време. Те уште Гоце една Тодоровски, Да, Гоце така. Тодоровски. Гоце. ево убава фотографија. Интересно. За спомен таму се сретнавме со нив. Многу битолчани има. Баш тој кај што е таму. Професоре, сосема на крајот, тебе 75 години имате, како ви поминуваат годините? Па, Активен сте физички, се движите? да, се трудам до колку можам, така. Така, нема некои активности вака, сега нема штета што нема за културно, мислам, за друштво Зора Билинден, нема, инако јас сакам уште еден концерт да направиме. Добро, до година е 500 години од Куманово, може А ќе ви може вика. ако вика градоначалник, ако обезбедат нешто за тие луѓе, мислам. Така. Иначе за мене не е проблем да изработам тоа. Чисто меракот. И една ваша лична порака до младите генерации сега. Па Што би ви нека се советували? трудат, нека свират, нека пеат, со песната најубаво се живе. Многу да Има не... една синтагма велат, музиката ја лечи душата. Лечи душата, најдобар лек за животот е музика. Е, сега сосема за крајот, дали би сакале барем еден рефрен да ни отпеете, да ни лечите душата. Ајде. Мислам, не да лечиме, него за гледачите на Да не биде К3. она, имам едно жејо, што вика, не. Еве, кратко нешто да не, отпее. добро, не. Добро. Во секој случај ви благодарам, професоре. Да, и јас се надевам благодарам што е. Дека ќе се видиме. Вака, дај Пошто Боже. еден час разговараме, кажавме многу работи. Па има уште многу да се каже, само треба Да. по И вие концепт подбор. имате дома уште многу фотографии. Многу, но не знам. Меѓутоа времето е ограничено. Ќе се видиме во некоја друга прилика и Благодарам јас. да се надеваме дека музиката во Куманово ќе се врати на старите патики. Така. Тоа му е потребно на Желба ми нашиот и град. на мене. Посебно тој вид на музика. Штета е да не се обнови малку. Да не се посвети малку повеќе внимание за градски еден дувачки оркестар. Кој има шанси, има деца, има да се приберат само млади сили што заврши и кларинетисти, и има. И ќе сака сигурно. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тука некаде е крајот на денешната утринска програма. Се гледаме во некоја друга прилика со нови гости.